Дневник во 20 часот на Канал Плюс. Добро вечер. Следува кратката најава за дел од настаните. Председателот на владата на Република Македонија Емил Димитриев на маргините на вчерашниот самит Миграцијата на Балканската рута што се одржа во Виена, одржа голем број билатерални средби со дел од присутните европски лидери. Земјотрес со јачина од 2,7 степени бил регистриран во околината на Пехчево синоќа 4 минути по полноќ. Дваесетипетата јубилејна манифестација Денови на Кочанскиот ориз годинава ќе трае најкратко, само 4 дена, од 13 до 16 октомври, но ќе биде небогата со активности и случувања. Председателот на владата на Република Македонија Емил Димитриев на маргините на вчерашниот самит Миграцијата на Балканската рута што се одржа во Виена, одржа и голем број билатерални средби со дел од присутните европски лидери. Димитриев се сретна со австрискиот канцелар Кристијан Керн, како и со председателите на владата на Унгарија, на Словенија и на Хрватска. Според информациите од овие средби покрај главната тема, миграцијата која беше и целта на вчерашниот самит во Виена, исто така е разговарано и за унапредување на ионака добрите односи што македонската држава ги има со Австрија, Унгарија, Словенија и Хрватска. Токму од овие 4 земји членки на Европската унија, Македонија доби најголема поддршка во справувањето со бегалската криза. На вчерашниот самит за бегалската криза во Виена, на која беа присутни 10 шефови на држави и влади на земји долж западно-балканската мигрантска рута, меѓу другите присуствуваше и германската канцеларка Ангела Меркел, при што е договорено да остане целосно затворена рутата на која централна земја е Република Македонија, како и дека македонската држава е дел од конечното решение на оваа криза, со која веќе 2 години се соочува европскиот континент. По серијата на земјотреси во Скопје изминативе денови се бележат и помали земјотреси низ источна Македонија. Овој пат земјотрес од 2,7 степени според Рихтеровата скала е почувствуван после полноќ во Пехчево. Епицентарот бил на 15 км северозападно од Пехчево на длабочина од 1 км, пренесе Европскиот сеизмолошки центар. Земјотресот се случи 4 минути по полноќ, а жителите на Пехчево велат дека се почувствувал. Продолжуваме со настаните кои одбележаа неделата зад нас. Јавното претпријатие Истар Штип изврши замена на дотрената електрична инсталација со која ги поврзува рени бунарите со препумпните станици и филтер станиците. Се надминуваат проблемите што се јавуваа во услови на невреме и се заштедуваат пари за санација на дефектите. Јавното претпријатие Истар изврши замена на дотрената електрична инсталација меѓу постојните водоснабдителни објекти со цел непречено функционирање независно од временските прилики, што не беше случај досега. Ние како јавно претпријатие инсталиравме 1 километар, односно 1000 метри кабел од препумна станица овде до филтер станицата, се со цел да бидат поврзани со електрична енергија за да може благовремено да се приклучува, да биде снабдена филтер станиците со електрична енергија кога ќе ги има тие прекини, да се подобри електричната енергија, а исто така ова е доста важен проект за поставување на панелите, бидејќи панелите ќе се постават токму овде, електричните фотоволтаични панели ќе се постават токму овде, па со самото тоа ќе може и со производството на струја, електрична енергија, самата струја да се транспортира до филтер станицата овде од препумна станица или од стари бунари. Со новата електрична овесна опрема, освен квалитетно функционирање, ќе се обезбеди заштеда од околу 180.000 денари месечно. Заштета и придобивките ќе бидат повеќе страни, бидејќи и при најмало невреме до сега се имаше прекини на електрична енергија и често пати доваѓаше до намалување на нивото на вода во филтер станицата. Со ова најголема придобивка ќе имаат жителите на град Штип, бидејќи по секое време ќе имаат навремено, квалитетно и редовно водоснабдување без разлика на временските услови. Сите овие зафати ќе овозможат и полесно поврзување на објектите кога во функција ќе бидат ставени фотоволтаичните панели.
Поевтинува паркингот во Штип. Јавното предпријатие Стипион ќе ги намали цените на дел од услугите на паркиралиштата со кои управува. Комисијата за финансии ја усвои одлуката на управниот одбор на Стипион за поевтин паркинг. Комисијата за финансии и буџет даде согласност на одлуката на управниот одбор на јавното предпријатие Стипион за утврдување на услугите на јавните паркиралишта во централното градско подрачје. На кој што се разгледува стариот ценовник, кој што беше гломазен и, така да речем, дури нефункционален. Односно, имаше некои ставки кои што на таа работна група се доби предлог да тие се изфрлат од самиот ценовник и да некако новиот ценовник што ќе се добие ќе биде пофункционален. Целта е да се направат нови цени кои ќе бидат достапни за граѓаните и полесно ќе можат да се сервисираат. Цената на дневната такса што беше 80 денари, сега ќе биде 60 денари. Значи месечната за оние повластени ќе се биде 160 денари, значи останува иста и непромената. За второто возило ќе имаме измена од 480 денари, за второто возило ќе биде 320 денари. Така да, значи имаме, еве да речеме и оние возила кои што вршат закуп на местата каде што ние вршиме паркинг места, од 2000 денари ќе биде на годишна, да зборам за годишна, ќе биде од 3000 денари ќе биде 2000 денари, така да на повише ставки имаме измени и онаму каде што имавме правни лица, значи тие се изфрлија баш од предлог дека возило е возило, значи немаме правни и физички лица, него возило кои што го зафаќа паркинг просторот е возило. Ке се добијат едни попопуларни цени, тоа беше и насока, тоа го прифати управниот одбор, сега гледам дека и комисијата го истото прифати, да се добијат едни попопуларни цени каде што граѓаните ќе можат да ги плаќаат услугите и така да оние немили настани кои што се случуваат околу ненаплатени паркинг возила кои што се паркирани на паркинг местата, па блокирање, се со цел да ги елиминираме. Инаку јавното предпријатие Стипион во моментов издава 520 паркинг места, а годишно вкупниот приход од истите е околу 6 милиони динари. 9 улици, 2 моста и градскиот плоштад во Пехчево ќе добијат нови имиња. Граѓаните нема да мора да ги менуваат личните документи се до истекот на нивната важност, одлучи Советот на општина Пехчево. 9 улици, 2 моста и градскиот плоштад во општина Пехчево ќе добијат нови имиња. Така улицата ЈНА ќе го добие името Арама. Улицата Велко Влаховиќ сега ќе го носи името Македонија. 29 ноември ќе биде преименувана во Кадијица и така натаму. Двата моста во Пехчево ќе ги носат имињата Свети Кирил и Методи и 8 септември. Оваа одлука ја донесе Советот на општина Пехчево, согласно Законот за определување на имиња на улици, мостови и други инфраструктурни проекти. За да се избегнат погрешни толкувања или недоумици кај граѓаните, градоначалникот на општина Пехчево Игор Поповски ги известува своите граѓани дека без оглед на евентуалната промена на имињата на улиците, сите оние граѓани кои што имаат важечки биометриски лични карти нема да мора да ги променат до истекувањето на нивната важност. Така нема да се оптеретуваат со дополнителни финансиски трошоци. Сакам да ги информирам граѓаните дека пред некое време добивме одлука на влада, тоа е во постапка, така води постапката, претходно со одлука на Совет, за промена на улиците во општината. Имаше недоразбирање во тој поглед, кај некои граѓани се појави револт за тоа што требало да се променат документите. Би сакал да ги информирам граѓаните дека не треба да се променат документите, додека си именивната важност си важат и старите имиња и нема потреба да пред време ги променуваат документите. Ако имаат проблем во вадење на било каква документација, со потврда од нас од општината, која секако е бесплатна за граѓаните, може да ја добијат и да си ги извадат потребните документи. И ценам дека нема потреба тука да се прави аларм околу тоа, затоа што сепак постапката ни беше спроведена прво преку Совет, па имаше и јавен повик за предлог имиња, така да мислам дека нема потреба некој да ни прави дополнителни реакции и плюс секако граѓаните не се финансиски оптеретени. За сите пак правни субјекти запишани во Трговскиот регистер и регистерот на други правни лица во Централниот регистер на Република Македонија, потребно е да извршат промена на адресните податоци со поднесување на пријава за упис на промена на адресните податоци.
Австриската компанија Техспорт донираше комплет опрема за пожарникарите во Виница. Со овој гест компанијата Техспорт се потврдува како општествена одговорна компанија. Пожарникарите во Виница од денес со нова опрема дизајнирана по австриски терк. Омбер Шнајдер, собственикот на австриската текстилна компанија Техспорт, со донација за територијалната противпожарна единица во Виница, ја искаже својата благодарност за поддршката од општината и градоначалникот Дончев. Компанијата Техспорт почна со работа минатата година и како една професионална и успешна компанија го покажува тоа со текот на работењето кај нас во општина Виница. Овде се вработени некаде околу 150 луѓе, а денес и на дело покажаа дека се и општествено одговорна компанија со донација на 12 заштитни оддела на нашата противпожарна единица. Сакам да упатам јавна благодарност до компанијата Техспорт и до собственикот на компанијата господинот Отмар Шнајдер. Сакам да упатам јавна благодарност до господин Шнајдер и компанијата Техспорт што ни овозможи да ни даде оддела за лична заштита на работените во противпожарната единица. Овие оддела најповеќе ги користиме за пожари во урбана средина, со тоа што овие оддела може да ги користиме и за пожари на отворен простор, за интервенции при сообраќајки, при поплави. Австриците со работа стартуваа минатата година како странска инвестиција со капацитет за 200 вработени. Како текстилна компанија со фабрики во повеќе земји, заштитен бренд и мешењето на високо квалитетна опрема за пожарникари, која се извезува ширум светот. 25-та јубилејна манифестација Денови на Кочанскиот ориз годинава ќе трае најкратко, само 4 дена од 13 до 16 октомври, но ќе биде најбогата со активности и случувања. Деталите ги има колешката Тања Велкова. Комисијата за култура при Советот на општина Кочани и организацијскиот одбор на манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз одржаа состанок со цел финиширање и прецизирање на активностите за 25-та манифестација што годинава ќе се одржи во 4 дена од 13 до 16 октомври. На програмата од манифестацијата и годинава ќе се најдат бројни содржини. Кочанските денови на оризот започнуваат на 13 октомври со отворање на 5-та ликовна колонија Свети Пантелеймон 2016 и театарска представа на актери од Пореч, Република Хрватска. На 14 октомври организирана посета на гостите на знаменитости надвор од општината и настап на гостите во околните општини Виница, Македонска Каменица и Зрновци. Изборот на жетварската убавица со настап на гости од Република Хрватска е закажан за 14 октомври со дополнително утврдување на времето на одржување. Во сабота на 15 октомври гостите, делегациите и културно-уметничките друштва ќе бидат примени кај градоначалникот, а потоа истиот ден следува културно-забавна програма со настап на децата од градинките, училиштата, хоровите, децата од фестивалот Музички бранови, фолклорните друштва од општината и групите од странство. Ке се делат и специјалитети од ориз, сутлијаш, лапа и пилав. Кочанските денови на оризот годинава и со нови содржини. Несуваме нови содржини, имаме спортски, имаме настап на хор, имаме настап од Пореч од Република Хрватска, така да имаме доста активности кои што досега ги немавме, имаме театар кои што значи за прв пат се случуваат оваа година. Очекуваме како што е јубилејна 25-та поред манифестација оваа година да имаме и доста масовно присуство и доста гости и од општината и од соседните општини и од другите држави кои што традиционално го посетуваат Кочани. Главните случувања се закажани за внедела на 16 октомври, кога ќе биде извршен обичајот за жнајување и вршидба, кои што годинава ќе се одвиваат на нива од Институтот за ориз кај Грдовски пат, пропратено со настап на фолклорна група со жетварско оро. Истиот ден во 12 часот во паркот програмата продолжува со прогласување на најдобриот земјоделец на годината, најдобрата фотографија за Кочани, како и најдобро уметничко дело со мотив од Кочани од ликовната колонија. Комисијата за култура и организацијскиот одбор на состанокот се договараше околу настапот на познат естраден уметник или група од Македонија, каде што беше предложено да се покани познатата етногрупа Љубојна. И уште една информација пред вестите од светот. Во Штип беше пуштен во употреба новиот ловен дом на планината Плачковица на ловиштето Вртешка. За помалку од 2 години целосно се заврши неговата изградба.
Ловджиите од источниот регион добија нов ловен дом на планината Плачковица на ловиштето Вртешка. За помалку од 2 години целосно се заврши неговата изградба, со голема помош и ентузијазам на ловджиите и спонзорите. Објектот свечено беше пуштен во употреба викендов во присуство на голем број на влюбеници во ловот. На свеченоста присуствуваше и градоначалникот на општина Штип Илчо Захариев. Се е до луѓето. Кога си има знаење, кога си има желба за работење, кога си има ентузијазам, се прават вакви дела. Во рок од 2 години успеавме да го изградиме, значи горд сум што сум член на овој управен одбор за толку кратко време да направиме едно катче каде што сите ловджии ќе можат да се собираат, да се дружат, да се забавуваат и да ловат, да учествуваат во ловот. Ловниот дом е целосно опремен со кујна, трапезарија и 3 апартмани, во кои може да престојуваат гости од земјава и странство. Човечкиот дом ќе биде отворен за сите ловци, сите добри луѓе и пријатели кои сакаат да престојуваат овде. Исто така и за странските гости кои сакаат да ловат во планината Плачковица во високото ловиште број 1 Вртешка. Покрај зградбата на новиот ловен дом, неодамна се реконструираше и ловното здружение во Штип. Овој стар и руиниран објект по цели 65 години доби нов лик. Ловното здружение Ловец е едно од најстарите здруженија во државата и брои околу 500 членови. Здружението стопанисува со 8 ловни терени за отстрел на ситен и крупен дивеч. Швајцарците одлучуваат денес на референдум дали разузнавањето да ја зајакне својата способност за борба против растечките закани кои доаѓаат од шпиони, хакери и екстремисти. Новиот закон кој беше усвоен од парламентот пред 1 година, но кој уште не влегол во сила, ќе им дозволи на Федералната разузнавачка служба и другите органи да ги прислушуваат телефоните, да прегледуваат пораки, да ги следат интернет активностите и да постават скриени камери и микрофони на осумничени, но само доколку добијат дозвола од Федералниот административен трибунал и од федералните советници. Поддржувачите на новиот закон велат дека мерките се неопходни за да може Швајцарија да е во чекор со другите земји кои имаат прилично повеќе правни можности за справување со киберпрестапите или напади на екстремисти. Референдумот беше баран од противниците на новиот закон. Американски банки го предупредиле британскиот премиер Тереза Меј дека наскоро треба да се поднесе јасно за ситуацијата по Брекзит или главните американски корпорации ќе се повлечат од Обединетото кралство, пишува весникот The Independent. Инвеститорите го предупредуваат премиерот дека може да почнат да се движат во други европски држави пред Велика Британија да ја напушти Европската унија, ако не им биде објаснет планот за тоа како трговските преговори ќе се спроведуваат во иднина. Предупредувањето е упатено кон Меј за време на состанокот со неколку мултинационални банки во Њу Јорк. Бомбаш самоубиец уби 20 луѓе, меѓу кои имало и лидери на сириските бунтовници, откако на конференција за новинари на така наречената Слободна сириска армија активирал експлозив. Снимката од нападот се појави на интернет, а на неа се гледа како при обраќање на лидерот на Слободната сириска армија, припадник на Исламска држава, активира бомба во просторијата. Нападот се случил во градот Инкил, а по експлозијата се слушаат извици и стрелање од автоматско оружје. Заврши светското воено првенство во борење во слободен, грчко-римски стил и женско борење, на кое учествува над 420 спортисти. Македонија освои 3 бронзени медали и тоа во женска конкуренција. Медалите за Македонија ги освоија Маја Дејковска, Александра Пешова и Елена Белинска. Вашите спортски постигнувања, вашиот спортски дух и демонстрирани високи вредности на воена чест и гордост, како и вашата посветеност и подршка, го направија ова првенство импресивно и успешно, истакна министерот за одбрана Зоран Јолевски на свеченото затворање на 31-то светско воено првенство во борење во Скопје. Тој посочи дека спортските надпревари, но и меѓусебното дружење и пријателства се придонес кон подобар и побезбеден свет. Армијата на Република Македонија пак додели значки за пријателство и соработка. На светското воено надпреварување учествуваа над 420 спортисти од 32 земји од 4 континенти. Учесниците се бореа во слободен и грчко-римски стил во повеќе тежински подкатегории.
Ливерпул покажува дека сезонава ќе биде една од најефикасните екипи не само во Англија, туку и во Европа. Навивачите на Anfield Road вчера видоа голеада за победа на нивните миленици од 5:1 во дуелот со Хал. Сезонава во вкупно 8 официјални меча во сите надпреварувања. Ливерпул досега даде 24 погодоци. Таква ефикасност не паметат ниту најстарите фанови на клубот. Ова е нивни најефикасен старт на една сезона во последните 121 година. Според статистиката, подобар голгетерски учинок Ливерпул немал уште од сезоната 1895-96, кога на првите 8 средби дале 34 погодоци, што е и апсолутен клубски рекорд. Сезонава Ливерпул, освен триумфот од 5:1 против Хал, одигра и против Дерби 3:0, Челси 2:1, Лестер 4:1, Тотенхем 1:1, Бартон 5:0, Барли 0:2 и Арсенал 4:3. Се гледаме повторно во третиот дневник. До тогаш имајте пријатна вечер со Канал Плюс.